Да си кажеме, добре дојавте, почитувани. Септември е убав месец кога станува збор за почеток на некои нови активности што ќе не направат подобри луѓе. За заборавање или за оставање на лошите навики и за почеток, на пример, со спорт. Македонија е спортска нација, имаме многу талентирани деца во многу дисциплини, но некако патем грешиме некаде и за жал ги упропастуваме, односно ги пропуштаме и не создаваме врвни спортисти во повеќе дисциплини, иако имаме можност и капацитет за тоа. На оваа тема денеска ќе дискутираат моите гости Горан Ѓоргоновски, поранешен ракометар и координатор на проектот Ракомет за секое дете. Браво, Горан. Да, и професорот Иван Анастасовски од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Добре дојдовте во студиото. Добре, најдовме, благодариме. Кога зборуваме за оваа тема, веројатно ќе зборуваме за... Јас би замолил да зборуваме на два столба. Прво е семејството, поддршката од најблиските, кога станува збор за талентираните деца и спортот. Дали грешиме нешто како семејство, како родители, па дали нашите преголеми амбиции ги проектираме на нашите деца и тука ги упропастуваме, односно ги прегоруваме пребрзо талентите во спортот, или пак системот е повеќе одговорен за таквите резултати какви што Македонија прикажува низ години, 34 години самостојност. Можеме да се пофалиме со одредени успеси, меѓутоа заостануваме зад Србија и зад некои други соседи со сличен менталитет и со слична економска моќ како нас. Па првото прашање би било, ајде да одиме прво со оној дел семејството, родителите. Кој ужива повеќе во спортот? Каков е вашиот впечаток, децата или родителите? Дали децата што се запишуваат на спорт од мала возраст, од она оптимална возраст, се поттикнати од родителите или тоа е нивна автентична желба? Јас би го прашал прво Горан како човек кој се занимава со млади деца, како координатор на проектот Ракоме за сите. Добар ден уште еднаш, поздрав до гледачите. Јас прво сакам една мала дигресија да направам, дека рековте за жал не правиме врвни спортисти. Значи, јас не би жалел многу во тој сегмент дали ние правиме врвни спортисти, затоа што спортот како спорт треба да има масовност и треба да создава други навики, други комплетни личности или подобри личности кои ќе направат нешто понатаму за општеството, но секако врвните спортисти се тука како рол модел, ако сакаме да имаме и повеќе деца во сала кои ќе ги следат нивните. Сега вие спомнавте дали уживаат родителите, значи тие што се бават со спорт го знаат тој триаголник кој што е исклучително важен за еден спортист, тоа е тренер, родител и дете. Тој е еден, јас знам да кажам, бермудски триаголник може да се создаде, кај што ќе потоне едно дете и никогаш повеќе нема да излезе не само од аспект на спорт. Затоа викам, тоа не е толку важно дали тој ќе се истакне како спортист, тој ќе потоне и во други сегменти на животот, затоа што тука веќе се проработуваат фрустрациите, кои што понатаму во животот создаваат и некои уште полоши работи. Каде е главното тежиште на тој триаголник? На која точка? На која тема? Нема главно тежиште и нема некој што можеме да го накажеме како главен виновник. Затоа што ние цело време ги апострофираме родителите како виновници главни, но што е тука со клубовите и со тренерите кои што ја создаваат таа клима. Значи, вие имате клубови или школи кои што од старт викаат: дојдете во нашата школа, дојдете во нашиот клуб за вашето дете да биде шампион, да биде репрезентативец, да биде врвен спортист. И тука тргнува ситуацијата да кои се очекувањата на родителот. Влегувам во таква школа, влегувам во таков клуб, моето дете ќе биде врвен спортист. И од тука тргнува притисокот од родителот спрема детето, кој што родител како родител во секој случај нема лоша намера, ниту многу често е свесен дека прави притисок на детето. Еве, ќе ве прашам, но ќе ми го должите овој одговор после да го слушнеме и професорот. Каде во школите кои вие ги координирате во проектот Ракомет за секое дете, имате ли директен притисок? Сте биле ли сведок на јавување на притисоци, на молби? Кај нас прво не може да има притисок затоа што се поставени линиите црвени од старт. Значи, ние прво на тренинг... Не примат ургенција Прво нема потреба да имат ургенции, затоа што јуниор купот, тој турнирски систем на мини ракомет што го играме ние, првата и основна работа, кој што секој тренер ја знае кај нас, е дека сите деца треба да играат. Може би не подеднакво, ама во некој сразмер 60-40, но секое дете мора да одигра 2 надпревари и да излезе задоволно и срекно
од сала. Така да од тој аспект ние немаме потреба да имаме. Но кога збориме за она што сум го работил претходно како координатор на млади категории во Голденат КЛ7, кај што веќе имаш ситуации кај што тренерот едно дете не го игра условно кажано, секако дека имаш родители кои што се јавуваат не директно, тие не се осмелуваат директно, но тие прашуваат срамежливо зошто детето не игра, а што е најлошо прават споредба со други деца. Така да од таа страна во тие младински категории да, има такви работи, има такви притисоци кои што од една страна прават контрауслуга на детето да го држат во спортот предолго, а нема потреба и создаваат од него социјален случај, но од друга страна прават несвесно притисок на тоа дете. Анастасовски, колку таленти сме изгореле прерано, поради тоа што родителите сакале шампион по секоја цена, што вели теоријата? Вака, благодарам први на можноста да разговараме за една ваква интересна тема. И јас затоа по однос на првото прашање колегата го слушам внимателно, кој доаѓа од изворот, од праксата. И јас сум сепак да кажам, да бидам дециден, доаѓам од теоријата и ја малку поинаку можеби гледам на некои работи, на некои состојби, што е сосема нормално. Теоријата и тој институционалниот дел треба да направи таква форма за да клубовите, спортските школи бидат таков развиен систем кој што ќе ги придобива пред се младите деца, она што кажа колегата, ќе се прави една масовност од која што ние можеме од тој квантитет утре да очекуваме да имаме одреден квалитет. И сега ја неколку пати сум работел сериозно на оваа тема и сум истражувал и сум се обидел тие таквите податоци да ги предочам во нашата заедница, во нашето општество, се со цел државата малку посериозно да ги свати работите по однос на ова. Ако гледаме од конкретно она што вие го поставивте и тој што го кажа колегата триаголник, спортскиот тренер или едукатор, како сакате, родителот или детето, тука не можете да кажете еден е позначен, друг помалку. Сите тројца мора да видат со исто значење и сите тројца треба да функционираат подеднакво во тој систем за да системот биде успех. Што имаме ние кај нас? Еве да кажам од аспект на нашиот факултет ФФОСЗ, Факултет за физичко образование, спорт и здравје, кој продуцира сериозни кадри во делот на наставата за физичко и здравствено образование, ако сакате од еден аспект, и во делот на тренажниот процес. И тука да бидеме реални, ние имаме во државата квалитетни поединци кои стануваат спортски едукатори или спортски тренери во тие младински спортски школи. Да бидеме на чисто, младинските спортски школи се базираат на база на чланарина, која што едно семејство мора да ја плати за едно или две деца, што да кажеме она што вие рековте економскиот развој или систем во моментот не е можеби на такво ниво и во тој контекст многу таленти можеби од тој социјалниот аспект или сегмент се губат. Или не можем економскиот, не можеме да ги разпознаеме. Ајде со ред да одиме. Прашањето беше конкретно за притисокот на родителите врз децата кога сакаат шампион по секоја цена. Меѓутоа имавте прилично опширен одговор, еве како провокација плюс. Ќе ве потсетам на примери од светот за да дообјасниме на гледачите кои не следат за што дискутираме. Приказната на врвната тенисерка Дженифер Капријати е пример колку далеку може да отидат родителските амбиции. Таа на само 14 години ги победуваше најдобрите во тенисот и заработуваше милиони, но наместо да ја живее својата младост, стана главен издржувач во семејството, врзана со очекувања и притисоци, и уште пред да влезе во пубертет ја украдоа младоста и безгрижноста и таа стана зависник од дроги и потоа имаше голем психички пат, потоа повторно се врати. Пронајдов на интернет еден надпис на Independent од 19. мај 1994 година, токму приказна за Дженифер Капријати, вели има нешто вознемирувачко во семејствата кои се збогатуваат туркајќи ги своите тинејџери кон прерана слава. Никаде оваа појава не е толку изразена како во женскиот тенис, кој во 18 годишната Дженифер Капријати произведе уште една жртва на родителски притисок. Уапсена е оваа недела на Флорида поради обвинување за дрога. Ова е приказната накусо за Дженифер Капријати, потоа објаснува дека станува збор за незините со италијанско потекло, поттикнувана била од незиниот татко, таа ги уривала сите рекорди на младински достигнувања и потоа заработувала милиони за да го издржува семејството, односно да се збогатува за екстрем зборуваме, за екстрем. Еден пример вака класичен, убав екстрем да речем. Кога станува збор за пензионира. Да, еве ја би сакал да дам
три примера. Има ли вакви случаи во Македонија? Да ви дам три примери по однос на ова, вие што конкретно. Ја пример доаѓам како поединец кој дел од до својата младост или некоја спортска активност ја имал во претходниот систем во Југославија. Куманово, од кај што доаѓам ја од општината, е доста кошаркашка општина, каде што луѓето ја сакаат кошарката, и ние во тоа време Куманово ја имаше и ден денеска има Соколана, кај што се одржува многу интересни, многу квалитетни кошаркашки турнири. Имаше во основно школа Вука Раджич, имаше едно дете кој беше страшен талент, говорам, на Црвена звезда во тоа време. Не знам, Звезда, Партизан, Југопластика, како беше младински турнир, он им даде 60 коша. Се сеќам како сега, Кичановиќ, мислам повозрастите го знаат кој е Кичановиќ, дојде му честита и му вика: дете, од тебе ќе биде нешто. Амбицијата кај родителите кога им порасна одеднаш сето тоа што му се случи на детето, од детето стана лопужа, наркоман и ден денеска е некаде на лечење. Сакам да кажам, притисокот кој му го направија на него по секоја цена да успее, оти де факто е тој талент, не знае како тоа да го поминат во системот, детето во еден момент и можеби со таква една слава се губи и оди во погрешен правец. Оти групата на врстници е многу сериозен сегмент каде што вие можете да забегате. Тоа е едно. Го зимам стално примерот од едно истражување во соседна Србија на 3000 испитаници, стално го говорам, каде тоа истражување го презентираше директно тоа време Александар Ѓорѓевиќ, поранешниот селектор на српската поранешниот кошаркар. И кошаркар. И таму беше децидно наведено, од тоа го прави државата, на 3000 испитаника, еден родител се откажал од сопственото дете, поради тоа што детето не ги испорачало неговите потреби што ги имал тој визави собственото дете. Значи до тука може да оди, може би еден минорен пример, меѓутоа до тука може да оди за беграноста на родителите да тие сакаат децата со тоа што плаќаат за нив, инвестираат. Да бидеме реални, секој родител е инвеститор во собственото дете во тие спортски школи, сакаат по секоја цена да успее и да направи трансфер. Оти денеска трансферите се енормни. И мислам, кога ги слушаме бројките за трансферите во спортот, или ако сакате посебно во фудбалот, тоа представува предизвик за секој родител, пред се. А инаку, еве, колегата може тоа практично да го каже. Само ќе дополнам овде, кога станува збор за притисок, не станува збор само за притисок од родителите или од семејството. Често пати има пример исто така на прегорени спортисти пред време, поради притисок на околината, на општеството, на околината. Таков пример е, например, Адриан на медиумите. Адриан Муту, например, романски фудбалер, кој играше за Челси, за Јувентус, и беше неколку пати фатен на кокаин, тестиран на кокаин и на други допинг средства, бидејќи Романија од него очекуваше да биде новиот Хаджи, наследникот на оној популарен. Како ние што од секое дете очекуваме нов Пандев да биде, нов Пандев, така, не знам, нов Пандев. И бразилците и аргентинците тоа го имаат, новиот Марадона, новиот ова. Секој дете си има своји карактеристики. Јас сакам да се надобрзам на професорот во однос на инвестициите. Тоа исто така е еден притисок кој што несвесно, во голема мера несвесно, родителите го прават на деца. Значи, имате ситуација кај што јас сега ти купив 20.000 денари опрема, сега пази да не одиш. Јас борам сега на ниво кај што работам, во школи. Сега пази да не одиш на тренинг. Ова што ти го кажа со пливачката наша, дека дали сакаш да влезиш во базен, значи вие имате, сега ти купив опрема, пошто во голема мера, јас тоа сериозно го избегнувам во мојот систем, во голема мера школите и оние клубови што работам во млади категории знаат да воведат систем на продажба на опрема, која што е обврзителна за ти да учествуваш, и тука кој може, кој не може, што јас сум голем противник, и од друга страна, кога тоа ќе се случи, детето гледа, не дај Боже да му напомене родител, дека да, јас набавив опрема, сега гледај дека не одиш. Јас те носам секој ден на тренинг, сега гледај да ти да не се трудиш. Јас трошам чланарина, што рековте професоре, сега гледај ти да не тренираш. Не збориме дали ти ќе станеш. И ти во таа ситуација го туркаш детето во нешто што не сака, и тоа е нормално после да се случат некои условно кажано дефекти во развој. Притисок се создава врз детето. Така да, многу често родителите не едуцирани, затоа тоа е исто една тема која што треба државата да ја покрене. Тренери
родители, децата ги е страхирам тука затоа што се многу мали, мора да најдеме начин и програми заедно да ги едуцираме. Верувајте, во огромен број на случаи не се свесни родителите дека го прават притисокот на детето. Не се свесни. Не збориме дали имаат тие најдобра намера за детето. Не се свесни. Зборам за она почетна група до пионерчина таму. Потоа ние можеме да збориме. Клубовите во младински категории прават притисок на тренерите во младински категории. Сега почнавме условно кажано да си ги мериме во тие младински категории. Зборам во ракометов. Дали Битола работи со деца, па освоила пионерско. Слично како што се случува и во образованието, кога децата се под преголем притисок да успеат во... Притисок оди на тренерите на млади категории. Јас сакам да бидам во овој клуб, ако не играм Final Four, ја нема да бидам овде. Човек менаџер, не менаџер. Тој притисок го проследува до децата на 3-14 години и тие деца голем дел пукаат, оние што ќе останат, ние викаме, нели, код преживи, причаче, и на тоа ние мислиме дека е тоа правилното, ама јас тука зборувам не за професионален спорт. Не зборам за Дженифер Капријати, јас зборам дека овој спорт треба широко да ни дај широка група на деца здрави, а не дал ќе излезе новиот Кире Лазаров. Бидејќи го спомнавте примерот со пливачката, јас тоа го споделив пред да почне емисијата, еве и за гледачите, имав прилика во некој од минатите сезони да си кажеме да бидам домакин на една врвна наша талентирана пливачка, многу млада, на која во низ разговорот забележав дека во очите има отпор од базенот, дека не се влегува во базен, но дека тоа го прави поради преголемата амбиција, односно желбата на незините родители. И се уште една дигресија само да дадам, ќе се извинам. Зошто клубовите го прават сега тој притисок? Па клубовите ги направивме акционерски друштва. Тие се фирми. Да. Фирмата што прави? Произведува. Да, мора да произведува и да продава. Тој што е горе, сака И производ. притисокот се Така. Дали само да спомнам дека имаме и обратни примери. Например, еве, исто така од соседството, Новак Џоковиќ. Позната е неговата приказна дека неговиот татко бил многу амбициозен и го создал тоа што го создал, односно го всадил таа дисциплина, тие работни навики и го форсирал Новак уште кога бил мал. Новак не прегорел, Капријати прегорела па посегнала по други. Муту под притисок на општеството, на околината. И се зависи системот како ќе те усмерува. И тоа е многу важно. Клубовите мора да бидат систем, да се разбереме. Спортските клуби мора да представуваат сериозен систем кој што ќе води грижа, ќе води ред за секој еден член, секој едно дете кој му е внатре во клубот, без оглед дали е тој висок левел на талент или не, без оглед. Значи мора да се води во таа една рана фаза како да пристап кон секое дете. Пак ќе кажам, професионални клубови, условно кажано, професионални клубови во Македонија многу малку се. Во ракометов се малку, во кошарката и во фудбалот не сум запознаен, многу малку. Ние се повикуваме на професионални клубови. Во таа ситуација тебе те интересира успех и ништо друго. Да, императив, резултатот е императив. Ние не можеме. Вие се исто како да ми кажете дека на работникот на зграда што седи на 45 во јули го интересира на тој што ги продава становите, дали него го гори сонце. Така. Значи, колку и да звучи грубо, професионални клубови, работе во клуб, во кој што сум држал деца, кој што знам, не можам никој да знам, но можам да предпоставам со искуство дека никогаш нема да игра врвен спорт. Биле во системот заради до некоја мера на 17 години. После веќе оди во сениорски ракомет и тука веќе милоста завршува. Но тие се веќе деца на години ке што можат да го изменаџираат тоа. А ние немаме таква масовност, ние ги делиме децата од многу мала возраст, да кој талентиран и најголем проблем има талентираните, она што ти го рече. Најголем проблем има талентираните деца и од клуб, и од родители, и од медиуми. Значи, и од околина, од Филип Талески страни. е човек кој што е најкритикуван последниве години, како ракометар. Најкритикуван. Значи, тој што и да направи, не чини. Сега, во моментов. А тој е успешен спортист. Тој е успешен, тој играше во Бенфика, во Бундеслига. Но ние правиме таков притисок на него, што верувам дека тоа сигурно се одразило на него. Сакам да овде да појаснам, кога веќе го спомнавте и пливањето, и да дам конкретен пример од едно мое лично многу интересно искуство. Ние имавме пред 2 години еден проект, работевме за деца за пливање бесплатно, за 1000 деца од прво оделение од општина Ајродром, каде што градоначалникот беше во тоа време господинот Тимчо Муцунски и он реши да направи една таква субвенција каде што на родителите на семејствата за 1000 првооделенчиња, само говорам, од сите основни на територија на Ајродром, им плаќа тренер, опрема,
пат, Инфраструктура. превоз, се од школа до дома. Значи родителите тука немаат никаква обврска. Што е за мене многу битно во тие млади категории. Ја би сакал лично и така гледам на работите. За да детето од 5 годишна, 6 годишна, 7 годишна возраст, тој не знае што сака да биде тоа дете. Меѓутоа е добро да се даде во спорт, во било која спортска гранка или дисциплина, ајде да кажеме од први здрави некои животни навики, градење или било што. Дали ќе стане Социализација. професионалец, тоа е сосема друга компонента. И што правам овде разлика? На 1000 дечиња прводеленче кај што им плаќа општината, значи родителите немаат никаква финансиска обврска. Доаѓаат сите 1000. Оти се носени организирано. Што се случува? Еднаш дојде 2 пати еден родител и беше децидно кажано дека родителите не можат да присуствуваат. Ова не е класичен тренинг, туку овде децата покрај тоа што учат да пливаат, градат и некои други животни Настава е навики. тоа, буквално како школа беше. И ги трнаме родителите. Во приватната школа, кај што родителот плаќа 2500 денари за час по пливање, во истиот објект, ќе ви дојдат и мислам дека ќе влезат у базен ако не му дадете предност на неговото дете. Пак зависи од клубот и од тренерот и како ќе ги поставиш. Од родителите стартавме го допревме родителите имаат прашањето секој на свој карактер. улогата на системот. Значи системот За да не ги грдиме родителите како со еден- единствени виновни. со заклучок во една реченица од првиот дел на дискусијата дека она што го кажа Ѓоргоновски, дека поважно е за Македонија, за нас како општество да имаме среќни деца што ќе играат пред се за здравје и за да станат добри луѓе, отколку да го креваат знамето. Тоа треба да си дојде Ма, како Јас ќе кажам само уште во една втора минута. степен. Немаме време, Да, треба да одиме на во ред. вториот дел, системот. Системските слабости кои Македонија се познати во секоја институција, каде и да фатиме во секоја сфера имаме многу слабости, кога станува збор за спортот се бројни и веројатно тука лежи одговорот зошто Србија може да ги има Никола Јокич, Новак Џоковиќ, да има успешна ватерполо селекција, иако немаат излез на море исто како нас. Меѓутоа, нешто друго имаат, не знам што. По менталитет сме слични, сме живееле во иста држава толку години, економски не се многу побогати и pomoćни од нас. Каде е разликата? Каде грешиме ние? Зошто не успеваме да создаваме поголеми спортски успеси? Реков во воведот ме поправавте дека сум рекол за жал. Зошто не можеме да се мериме со една Хрватска, со една Србија, со земји кои сме живееле до вчера во иста држава? Ако Ајде, професорот ако да ми каже, дозволите мислам мене, дека е поупатен затоа што го спомнавте Јокича, мислам дека следи. не, и кошарката е добар Многу пример. експониран во овој период, инаку има и фудбалери. Конкретно, забелешката ваша или прашањето е сосема на место. Зошто во тоа една фаза, кога имате вие, тој младински спорт, ја го викам, или странска литература веќе го распознава како развоен спорт, нели? Спорт кај што треба младиот човек да го развиваш и потоа да го, оние што треба да ги преструктурирате во професионалниот спортски живот, или професионалност. Кај што веќе од тоа ќе прават резултати, ќе живеат, ќе обстојуват и така натака. Во тој контекст, јас се сеќавам кај нас, а и јавноста тоа го знае, особено спортска, ние имавме најголемиот пласман во кошарката беше 4-то место. 2011. Во Литванија. Во Литванија. Меѓутоа, ако ја земете генезата на тој успех, таа иста генерација со Перо Антич во младински категории со добра правилна селекција беа 8. И гледате, португалската репрезентација со Хазар во фудбал беа први и исто така после направија 3-то место, значителен успех на светско. Ако вие во младинскиот тој развоен спорт добро ги селектирате поединците, не по притисок или по уцени или по не дај Боже земање мито, што сум слушал. Не можам да, ја не сум истражен орган, сум слушал дека се давало и по 5000 евра во некој од младинските селекции, особено во фудбал на времето, да биде репрезентативец на младински да може да се продаде. Ако е тоа така, тоа е срамот. Во ракометот колкави се сумите за Не, види дека имало протекција, да, дека има суми, јас не сум слушнал затоа што ракометот е сериозно сиромашен спорт во однос на фудбалот,
ама пак ние она што го прашавте за Србија, јас пак мислам дека Не, звучи логично, само да се надоврзам кратко само. Ова што го зборува Анастасовски звучи логично, дека треба од младинска категорија, тоа е една генеза. Така и во фудбал. Генерацијата на Милевски е отиде на реална. Ма таа излатна Југословенска 87-ма после не дадоа шанса 90-та. Прашањето тука е зошто не правиме, не го повторуваме успехот на таа кошаркашка генерација на многу децидно и дури може и да повредам некој. Не е тоа важно. Значи ако имате во младински исправна селекција направите и таа ви генерира успех, ако таа генерација продолжи со ист квалитет на работа, на тренинзи и друго и останато, логички е да очекувате и во сениорскиот професионален спорт да генерираат успех. Кај нас има еден гап некогаш, кога ќе правите одредени резултати во младинска и потоа ви се губат истите тие таленти, млади или било што, кога треба да направат трансформација во професионален спортист, и тука има некој меѓупростор каде што ја не знам како, дали и науката може да го може детектира. Да е селекцијата, значи селекцијата не дали е лоша. Јас затоа реков не алудирам, не сакам никој да навредам, меѓутоа се зборело и се шпекулирало дека од тој процес до овој имало разни други можеби коруптивни активности кои влијаеле да вие потоа не ги имате тие успеси и да не генерирате никаков резултат во професионалниот спорт. Многу обширен одговор добив, веројатно системските слабости се бројни во Македонија, ова е еден аспект. Само Ѓоргоновски е сега на последното светско, ја подмладивме, ја сменивме генерацијата во ракомет. Создаваме нова шампионска генерација. Не сме имале шампионска, ама во смисла на генерација која ќе не одржи на големи надпреварувања. Тоа е за нас. Но и ќе не радува на при тоа со победите. Па добро, ја мислам дека и во Хрватска оваа селекција нас не радуваше, без разлика на пласманот кој што изгледа дека не де факто не е задоволителен, ама тоа што го видовме на терен беше за мене задоволително затоа што ние игравме егал со 80-90% од сите тие селекции. Значи ние збориме за Србија која што има вака така 2,5-3 пати поголема база од нас и која што има индивидуални системи како ФМП или Партизан кои што функционираат на ниво на кој што ние во моментов не можеме да замислиме. Друга работа е веќе она што го спомна професорот во однос на селекција. Вие имате дете на 14 години, талентирано. Талент е многу широк поим, тоа се 1000 функции внатре. Може дете да е зрело година дена пред возрастните, а да не може да го препознеш дека нема да биде врвен спортист. И тука ние најчесто грешиме. Зошто? Затоа што спомнав преска, клубовите почнаа да си го мерат во млади категории за да освои моментален успех, пионерска лига, играат деца кои што се моторички поспособни од другите во моментот и се позрели од останатите. А за 2 години тие веќе не постојат. Дури години лажираат некогаш. Што е со прашање? Запад сега веќе размислува дали јануари и ноември е иста генерација, а не дали 2000 и 2002 е иста генерација. Во млади категории има многу простор, има разлика во развој. развој. Многу специфични детали. Нам ни фали база, ни фали инфраструктура, ни фалат спортски сали, ни фалат терени. Тоа е на доменна држава. Ја можам за ракомето да кажам дека во Скопје моментално нас 3 сали во моментот сме минус 3 сали во моментот. Ние сме со еден базен од олимписки димензии цело лето, бидејќи еве сме неспособни како општество, како институции, како држава да го поправиме покривот на базенот во Каркаш. Значи инфраструктурата е апсолвирана тема која што е сериозен проблем и која што нема да ја решиме наредни 2 години. Ако запнеме, ќе ја решиме наредни 10 години. Не, тука, знаеш како? Што треба да направиме? Друга работа е едукација и апдейтирање на кадарот, кој што не е стимулиран. Бидејќи за 5 минути треба да завршиме. Зошто не е стимулиран кадарот? Па затоа што не гледа иднина. Зошто не гледа иднина? Па зашто не е заштитен од федерациите. Немаш минимална плата, не ти се сигурни договорите, те бркаат во ноември, за разлика од странците кои што идат со менаџерски договори. Не е стимулиран, не сака да напредне. Секој жив човек нормален нема да напредне. Така и тренерите. Немаш таква база на апдейтирани тренери, кои што никако не сакам да ги грдам, напротив, треба да се соберат на едно место и да речат дај од денес ние да бараме од федерацијата да бидеме заштитени како македонски тренери. И краен случај ние сега имаме ситуација. Пелистер донесе странец, неискусен, Вардар донесе неискусен, не им даваме на нашите тренери да пораснат.
Тие тренери ако пораснат, ќе одат надвор. Тој што ќе оди надвор ќе повлече и наши играчи во систем да се догради и ќе имаме ние добра репрезентација. Да пробам системски да го решам. Доцниве, не вака, имаме уште 4 минути, мораме да се одјавиме. Може професорот да. До тогаш ве молам да само кусо и прашањето за крај би било ако решиме, а некако како да не сме одлучиле како држава што сакаме, како да немаме цел поставено, да создадеме имиња врвни во повеќе дисциплини како Јокич, како Џоковиќ, што треба од вчера веќе доцниве да направиме, бидејќи веројатно уште талкаме некако низ овој лавиринт. Ајде ќе се обидам во тој краток период. Прво, државата се уште нема стратегија за развој на спортот. Особено за развојниот спорт, што го викам ја, тоа е сериозен проблем. Мора да донесе една компилација од еден лек специјали, посебен, стабилен закон за спорт. И она што кажа колегата, државата мора, е обврзана да води грижа за спортската инфраструктура. И тука имаме еден проблем ние. Имаме Министерство сега ново за спорт, кое за жал под себе нема ниту еден спортски објект. Верувајте, нема ниту еден спортски објект. Спортските објекти се дали под некој јавно предпријатие, дали под општините и тука настанува проблем. Кој треба да ги гради, кој треба да ги одржава, А основата за да имате квалитетен развоен спорт, да имате масовност, да имате квантитет е токму таа спортска инфраструктура која ќе биде првиот импулс да ги донесе децата да сакаат да бидат на тие спортски терени. Проблемот е Министерството за спорт, кое нема тука никакви надлежности. Го имате ново, реактивирано последна година, меѓутоа нема никакви активности и мислам дека дури моја чувство е дека немаат концепт како тоа да го решат. Побарате ли од вашиот поранешен клубски другар или од репрезентацијата како министер да подготви стратегија за развој на спортот? Јас лично, имам комуникација со него во смисла на бивши колеги, ама немам комуникација во однос на тоа што треба да се направи, затоа што веројатно мојот карактер е таков, не само во Министерство за спорт, туку и во матичната федерација на која што јас чувствувам дека можам да и дам многу, да му дам на ракометот и ми е жал затоа што во некој домен седам со сето моје искуство, да речам, не зборам само искуство во дел на школи, зборам во на искуство, спомна 2011 професорот. Ние кошарката кога беше четврта, ние не искористивме со промоција да ја омасовиме. Затоа што ти ако имаш масовност, па ти погрешно да работиш, условно кажано како тренери, мораш да имаш масовност, тоа е основата. А ја ви гарантирам, ако Македонија имала 5000 деца во ракомет пред 5-6 години, сега има 2000. Со иста инфраструктура и со тренерите тие. Значи опаѓа масовност. Кој? Значи масовноста паѓа. Зошто? Затоа што ние немаме професионализација на функции и во федерација, а особено во клубовите, кај што ти на промоцијата, на маркетингот, на спортскиот менеджмент во спортот не му даваме значај, а ние мора да ги доближиме ракометот во основните школи, ние мора да го доближиме во градски парк ракометот, како што бев пред 3 дена, кај што се чудеа родителите, сега ракомет играат во парк. Па чекај, зашто не играат фудбал? Значи, која е таа ограниченост што ја имаме ние? И бидејќи е гнило кај да фатиме, од кај да тргнеме, од каде треба да се појде? Мене ми е жал што ние влегуваме во една сериозна апатија во секој сегмент од општеството, ама ја го гледам дека не можеме да промениме. Ние секако можеме да промениме. Ние можеме да влеземе во основна школа и да му представиме на детето што е ракомет. Која е стартната позиција? Каде треба да се појде? Значи, прво треба да влеземе во основни училишта и да направиме промоција на секој спорт. Ракометот е мој спорт. Стратегија за развоен спорт. Стратегија за развој. Од таму тргвиме да ги внесуваме во сали. Паралелно да се градат сали затоа што ние кога ќе ги наполниме школите ќе дојдат на 12-13 години кога што треба да влезат на голем терен. Значи мора таму да влезат, паралелно да едуцираме тренери и нема зошто да не направиме квалитетни играчи, може не во толкав обем како Србија или да речеме Германија, ама нема зошто, сме ги правеле. Сме ги правеле. Бил Кирил Лазаров врвен, значи сме ги правеле. Иако е тоа големината на државата, големината на државата не треба да биде пречка. Исланд 370, Словенија, значи Косово Па и Хрватска не 4 милиона, ајде да кажеме. Апсолутно, дури условите во самите спортски сали, кај што ние викаме немаме грејење. Па ние каде растевме во Струга, со грејење растевме. Ама не мора така да биде. Апсолутно, ако играме ние со крпи, не значи дека треба друга страна имаме што барањата се поголеми од овие деца. Ние се разговараме дали ќе играат со Германија. Ние кога растевме во Струга не зборевме дали ќе играме со Германија, зборевме други работи. Така да сакам да кажам барањата
од децата се сега многу поголеми. Ние го споредуваме Филип Миркуловски со Филип Кузмановски, дали бил овој подобар онај на нивна возраст, па ова е за него 3 пати подобар Кузмановски. Ама нашите барања се други и пак тие барања се враќаат кај родителите и повторно завршуваме со зборот притисок. Почнавме со притисок и завршуваме. Кој што пак ќе кажам, за мене во моментов е најважно масовноста да се насочи да имаме здрави деца, а не професионалци. Супер, тоа е супер, ама најважно е да имаме здрави деца. Спортот како рекреација и како здрав живот, а не како така или ја општествена вредност. Ја во секоја моја книга прво пишувам дека спортот е општествена вредност. Мора да прави општествени вредности да произведува спортот. Анастасовски и Ѓоргановски ви благодарам многу за дискусиите и за поканата. Поздрав. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Да си кажеме. Се надевам дека уживавте во она што го слушнавте. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.